Дали Шекеринска ќе одговара кривично, откако нејзиниот глас се слушна во разговор, каде дава упатства како член на комисија на ДИК да го искористи одлучувачкиот глас. Обвинителството молчи, Заев ја правда својата сопартника. За потсетување за слична ситуација во Македонија веќе има првостепена пресуда со затворски казни за 6 лица. Алфа праша во обвинителството дали ќе отворат истрага за министерката за одбрана со оглед на тоа што веќе има судска пресуда за ургенции во ДИК, но одговор се уште не добивме. Заев пак вели дека овој разговор покажувал колку се тие различни од своите политички опоненти. Значи самата бомба навистина го покажува тоа колку сме различни од сите други. Суштината е бараме принципиално. Колегите може да разговараат секогаш за се, но многу е важно самата дискусија. Дали е за законите, дали е за принципите, дали е за критериумите или е без разлика, како што другата страна знаела да прави, без разлика тоа што законите го кажуваат, кои се принципите и критериумите, дајте срушете ги, само да се исполнат одредени политики. И навистина тоа покажува различноста меѓу нас и нашите политички опоненти. Шекеринска на Фејсбук веќе потврди дека гласот кој се слуша во разговорот е нејзиниот и ја потврди неговата веродостојност. Од Министерството за одбрана не ја демантира содржината на бомбата, но за Алфа велат дека Шекеринска немало да понесе политичка одговорност. Политичка одговорност за кажување на вистината и за повик да се почитува закон и да се гласа принципиелно не постои во ниту една демократска држава, но во сите такви држави се очекува и се бара одговорност од оние кои промовираа поинакви вредности, изборни кражби, контрола и корупција на медиумите, притисоци врз гласачите. За подсетување за случајот Титаник 2 кој го отвори СЕО, токму за носење на одлуки во највисокото изборно тело со докажувања преку снимени разговори, првостепено осудени се Бедредин Ибрими, Сашо Мијалков, Мендух Тачи, Сашо Срцев, Владко Сајковски и Анета Стефановска. Инаку Елчеко објави разговор каде се слуша како Шекеринска му дава упатства на Фатмир Бесими од ДУИ, како членот на оваа партија во ДИК, Субхија Купи, треба да го искористи својот одлучувачки глас и да гласа за спорните ситуации на локалните избори во 2013 година.